Последно време имаме промена во временските услови. Како сето тоа влие врз здравјето на луѓето? Добро утро и поздрав пред све до вашата емисија и вашите гледачи. Значи, сведоци сме на вистина на промелевите температури овој период од годината, варираат. Значи, тие пред се одразуваат првенствено као ние хронични болни и млади деца. Карактеристични за овој период од годината се настинките, симптоми кои што се пропратени кога се настинките во прашање се, значи, она течење на носот, оној водениста секрет, болки во грлото, гребење во грлото, на моменти може да се појави онаа покачена температура која што не поминува повеќе од 38 степени, омалаксано, значи се дава една општа слика што вика дека луѓето не се чувствуваат добри и не се осеќаат здраво. Кои здравствени проблеми може да ги предизвикаат временските услови? Па видете, првенствено тие може да предизвикаат, кај што ги спомнав, како најризична група се оние хронични болни и децата. Значи, ако настинката трае повеќе од 3-4 дена, потоа преминува во грип, дадени бактериски инфекции може да се јават. Меѓутоа, тие се компликации што се јавуваат после 5 до 7 дена од кога трае оној период за кој што трае самата настинка. Затоа нашите препораки се да си ја земат нивната редовна препишана терапија. Ако приметат нешто што не е вообичаено за нивното здравје, да се обратат во првата здравствена установа и да си побараат совет од медицинско лице. Кои се вашите препораки за да го заштитиме организмот во ваквите услови? Па првенствено се однесува на мирување, седење во домашни услови, земање повеќе храна богата на витамини, течности, минерали. Може да помогнат онаа симптоматска терапија што викаме ние при течење на нос, да се стават капки во носот, повеќе витамин С, значи да се избегнуваат простори кај што присуствуваат поголем број на луѓе, значи се она што може допринеси тие симптоми да краат што пократко и да се надмине самата таа состојба.